Чалгија. Чалгијата е посебен правец на македонската народна музика. Зборот чалгија или чалги е турски збор што значи свирка или музички инструмент. Чалгаџија е свирач. Чалгаџилук е свирачки занает. Според речникот на Блаже Конески, чалгија е направа за свирење или музички инструмент, или пак група на свирачи, музика и свирач. Блаже Конески во објаснувањето на терминот оди пошироко со тоа што на некој начин му дава оркестарско обележје, што и како такво е присутно во Македонија. Чалгијата е типична староградска музика, која веќе долго се негува во многу градови, особено во Велес, Охрид, Битола, Солун и Скопје. Чалгии се свират на свадби, верски празници, обреди, панаѓури и слично. Сепак, неверојатно оригиналните, богати и исклучително многобројни музички облици и форми во неа, создадени во период од само век и половина, сведочат за музички квалитет многу повреден од тој кога чалгијата би била само копија на турскиот музички израз, зашто некои ја сметаат. Музичките и ритмички структури во неа се изнаредени од македонскиот музички народен јазик, кој во градот дошол во допир пред се со византиското црковно пеење, со турската класична музика, но и со народната музика на сите етникуми што живееле во тлото на Македонија. Во една таква духовна констелација, со време, македонскиот мелос изродил еден совршено оригинален и специфичен тонален дијалект и музички израз, наречен македонска чалгија. Во македонската музичка традиција, чалгијата се врзува за конкретен состав или ансамбл од музичари со инструменти од персиско-арапско потекло, кој исполнувал староградски традиционални музички творби. Чалгиските состави во Македонија се појавиле некаде во 19. век, а својот развој и подем го доживуваат во 20. век. Овој вид чалгиско песнопојно и инструментално твориштво во Македонија носи белези на музички ориентализам. Мелодијата е украсена со бројни мелизми и карактеристична боја на чалгискиот оркестар. Чалгискиот инструментариум се состои од канун, ут, дајре, лета од една страна, но и виолина, во народот позната како кемане, и кларинет, познат и како гарнета. Самата музика, исполнета од чалгиите, јасно го одразува стилот на ориенталното, така наречено ала турка свирење. Чалгијата како карактеристичен инструментален состав е типичен представник на староградската ориентална музичка култура во Македонија. Честопати, самите чалгаџии пеат и се придружуваат, поради што народот ги нарекува трубадури. Во народот е присутно едно општо сознание дека чалгијата во Македонија има повеќе вековна традиција, а незиното доаѓање и создавање се поврзува со доаѓањето на турците на Балканот. Интересно е тоа што во овој музички состав скоро и да не се споменува во народните предања и легенди, кои често пати ги регистрираат историските настани, што укажува на тоа дека се работи за прифатен, донесен, наддаден во нашата традиција. Од известувањата на веќе споменатиот австријски вице-конзул во Битола, Петер Окули, дознаваме дека конзулите на Англија, Франција, Русија и Австрија често биле на приеми кои ги организирале сами или представниците на турската власт. На тие приеми, покрај властите и представниците на конзулатите, биле поканувани и присуствувале и видните граѓани од аснафите, трговците и представниците на црковно-училишните општини. На почетоците на таквите приеми свирал воениот оркестар на турската армија во Битола. Во Битола била командата
на третиот турски армиски корпус, додека во вториот, неформален дел, настапувале чалгиски оркестри кои свирале и пееле локални градски песни, за на крајот од приемите да играат и ориентални танчерки. За старите скопски чалги и чалгаджиската музика не е многу пишувано и малку се знае, иако Скопје има богата чалгаджиска традиција. Например, она што е музичарот Садило за Охрид или Ало Тончев за Велес. Тоа е за Скопје Реджеп Саид. Тој е еден од најстарите и најпознати скопски чалгаджии, чиј оркестар ги удрил темелите на овој вид популарна музика во Скопје. Не само во Скопје. Најмногу податоци за чалгаджиите има почнувајќи од 1900 година, особено по Првата светска војна и во периодот помеѓу двете светски војни. Занаетчиското училиште во Скопје, во кое покрај другото се негувала и музиката, се наоѓало во непосредна близина на гимназијата и Дадија, а било познато и како училиште за убави уметности. Чалгаджискиот состав на познатиот Реджеп Саид главно свирел во скопските кафеани во чаршијата Јан Чефан, Маврово, Бела кафеана, но и во други гостилници низ Скопје. Она што е интересно и помалку познато е дека со чалгаджиите настапувале и танчарки, кои биле именувани како чочеци. Куриозитет е што денес се познати имињата на чочеците, односно танчерките. Во групата на Саид, кој свирел на кеман, имало неколку танчерки, од кои најпозната била Роза, специјалистка за ориентални игри, која неколку години престојувала во Арабија. Стела имала извонреден глас при интерпретацијата на турските народни песни. Познати биле и Ида, Лала и Пепина. Нивните настапи биле вистинско доживување, а при танцувањето употребувале и метални удиралки или дрвени лажици. Во Јан Чефан настапувале и Маргарита и Олимпија, кои привлекувале голем број посетители. Како вистинско богатство биле изведбите на овие скопски музичари, а Реджеп Саид свирел исклучиво во кафеани, бидејќи чалгаджиите се делеле на кафеански и свадбарски. Во неговата група свиреле и познатиот Хаджикуне на ут, Устрев Саид на канун и Наце Манев на дајре. Оваа скопска чалгаджиска група била толку популарна што во еден период свирала и во познатата белградска кафеана Дарданели. А уште поважен е податокот дека Реджеп Саид како виолинист, потоа Мамут кој музицирал на ут, Устрев Саид на канун, Наце Манев на дајре и Стела како вокал. Во 1925 година во Загреб снимиле 20 грамофонски плочи. Од нив, според Боривоја Джимиревски, зачувани се 10. Но куриозитетите не завршуваат тука. Во овој скопски чалгаджиски состав свирела и една жена, познатата Фанче, која по потекло била од Битола. Таа свирела на ут, исполнувала песни од битолскиот крај, а исто така и турски народни песни. Во овој контекст треба да се спомне дека во Скопје постоеле и женски чалгии, кои функционирале на следниот начин. Тие чалгии биле составени од 3 ромки. Едната свирела на виолина, а другите 2 чукале на дајриња. Овие групи биле познати како ченгии и главно свиреле на турски свадби. Скопските чалгаджии имале и свој патронен празник – 21 март, празникот на младенците. Тогаш оделе во Скопскиот парк или некаде во околината. Варале казан грав, свиреле, пееле и се забавувале за своја душа. Познат е податокот дека чалгаджиите пред да започнат со својата програма во кафеаните, најпрво свирале познати инструментални турски маршеви со кои ја привлекувале публиката. А потоа чалгиите пееле турски, македонски и еврејски песни.
Интересно е дека чалгаджиите имале свој таен јазик со кој се разбирале, а кој истражувачите го нарекуваат и немушт јазик. Например, Джинга мангис значело нема пари. Варми партал има месо во јадењето. Пеис јок нема ракија. А джезлам значело крај на свирката. По војната познати се главно чалгаџиските состави на радио Скопје и на друштвото Јени Јол.